Поштовани гледачи, добар ден. Добре дојавте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Конечно, малку дожд во земјоделството беше добре дојден после оние горештини, после оние топлотни бранови, но од друга страна пак е проблематичен за жетвата на јачменот која веќе е започната. Од друго, земјоделците покрај дождот ги загрижува и ниската откупна цена на јачменот, но и немањето преговори никако да се седне на заедничка маса, ниту пак да се договори цената на пченицата за која жетва доправа треба да почне. Ние ќе ја следиме и ќе информираме за оваа тема. Во денешната емисија главна тема ќе ни биде како Македонија, како производство на одлични суровини, како да дојде до финални производи, како да дојде до производи со дополнителна вредност, со додадена вредност. Сето тоа го нудат преработките, конзервирањата и науката. Тука може многу да помогне. Има нови трендови, нови начини на конзервирање кои што се доста барани, доста ценети, имаат многу предности, доста високи цени се постигнуваат. Тоа се лиофилизацијата и сушењето и на сушари кои што не бараат многу трошоци на соларните сушари, но тука е и чоколадирањето на овошјето, кое што е исто така еден нов хит. За сето ова, во главната тема ќе поразговараме за новите трендови околу можноста како Македонија да има повеќе производи со додадена вредност и да прави дури извозни производи од ова овоше што го имаме тука како благодет. Во денешната емисија ќе проследиме и како протече манифестацијата од Нива до Трпеза, која веќе на некој начин манифестација станува традиционална за представување на земјоделските производители, односно на малите производители на храна, па дури тука беа и дел од производителите кои произведуваат и конзервирана храна. Бидете со нас, почнуваме по првата рубрика, тоа се агровестите. Исплатени субвенциите за говедарството. Министерството за земјоделство објави дека на 4144 земјоделци им се исплатени 5,5 милиони евра за субвенции. Оттаму велат дека исплатата е извршена врз основа на дополнителните директни плаќања за регистрирани крави постари од 12 месеци. Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои го предале своето производство на млеко на регистриран купувач на сурово млеко како корисник на подмерката 2.4 или го продале или заклале говедото во преработувачки регистриран капацитет. Оваа исплата следи откако дел од пелагониските сточари најавија протест. Од друга страна пак првиот човек на платежната агенција најави дека ќе следи исплата на субвенциите на пченицата и на јачменот во обид да се смири незадоволството од терен поради ниската откупна цена на јачменот годинава и немањето никакво решение или средба за да се договорат откупните цени во време кога веќе е наголемо насегаде почна жетвата. АДМЕПСО ги предупредува земјоделците во екот на сезона за наводнување и жетва да бидат особено внимателни додека ракуваат со опремата за наводнување, со земјоделската механизација и дополнителната земјоделска опрема во близина на далеководите од преносната мрежа. МЕПСО на земјоделците му кажува да не поминуваат со комбајни или друга робусна земјоделска механизација под проводниците, да не поставуваат цевководни системи за наводнување под проводните јажиња во далеководните траси, да не ги креваат во височина металните цевки од системите за наводнување, како и да не поставуваат прскалки за наводнување под проводните јажиња. Од МЕПСО нагласуваат дека не треба да се палат ниту стрништа во близина на далеководите, бидејќи на тој начин се загрозува доверливоста на енергетскиот систем. Агенцијата за храна и ветеринарство на 11 јуни има донесено решение за безбедносни мерки за определување на зона под надзор и контрола и заштитни мерки во однос на чумата кај малите преживари, односно кај овците и козите. Заради ново појавеното жариште на болеста во населеното место Кастриот во Албанија, како зони под надзор се определуваат териториите на општините Гостивар, Маврово Ростуше, Центар Жупа, Дебар, Струга, Вевчани, Охрид, Дебарца и Ресен. Во овие места се забранува движење и транспорт на овци и кози надвор од зоната на надзор, освен доколку се движат директно до одредена кланица за колење. Доколку има потреба од транспорт, претходно животните треба да се прегледани, односно да им се измери температура и да се извади евиденционен лист. Во овие региони се наложува сите кои се во контакт со стоката да користат облека и обувки за еднократна употреба или редовно да се чистат и дезинфицираат облеката и обувките според упатствата за примена на биосигурносните мерки. Сите сомнителни случаи веднаш мора да се пријават кај ветеринарите. Овие мерки се превентивни за да не се префрли болеста кај нас, што може да доведе до забрана за извоз на македонското јагне.
Европската комисија ја казни Грција со 392 милиони евра поради неправилно управување со европските земјоделски субвенции во периодот 2016-2023 година. Најголем дел од казната се должи на недоволниот надзор на грчката организација за исплата и контрола на европските субвенции, која беше укината на крајот на мај по откривањето на големиот корупциски скандал. Според Европската комисија проблемот е систематски и со години немало соодветен надзор и функционирање на системот за управување со субвенции. Најголемите санкции се однесуваат на субвенции за земјоделско земјиште во 2021 и 2022. Во 2025 година се очекуваше Грција да добие 1,9 милиарди евра директни субвенции од Европската унија, но засега тој износ ќе се намали за 392 милиони евра поради неправилната исплата. Како што најавивме главната тема, ние како Македонија да има повеќе производи со додадена вредност. Имаме одлично овошје, имаме дури зеленчук, сето тоа може да се конзервира и на многу повисоко ниво и на многу поскапи производи да се произведуваат. Веќе земјите од регионот почнаа со лиофилизација на овошјето, нешто што е хит, што се бара, што е тренд, почна и кај нас се работи и на тоа како која е технологијата за чоколадирање на овошје. Сето ова ќе го поразговараме со науката. Кои се можностите, кои се трендовите што конзервирањето ги нуди и што ова може да представува за македонската економија како домашен производ, но и производ кој што ќе оди за извоз. Професорке, долги години сте во оваа бранша, зад вас имате пат кој што е пат не е само канцелариски пат, него точно, пошто се работи за преработки на овошје и на зеленчук, го имате патот изодено по патот на преработките, од фабрика, од суровина, од како изгледа до финално тука магистарски, докторски, докторати, студенти. Еве, зад вас кога ќе се свртите, што е се важно за еден професор да може целосно да го пренесува знаењето на студентите, колку е важен тој бекграунд да го има? За да бидеш една целосна личност, постојат повеќе фактори, повеќе фази во својот живот, кои што треба да ги поминеш за да се формираш како целосна личност. Јас тоа го направив. Започнав од примарното производство, продолжив во науката, долго години сум тука, имам долгогодишно искуство, ми представува едно големо задоволство што се бавам со една хумана наука, преработки, производство на храна, бидејќи сите знаеме дека храната е живот, без храна не можеме да обстоиме и ме представува огромно задоволство баш бидејќи со тоа се занимавам со млади луѓе кои ми даваат инспирација, перспектива на сочување за секогаш убав живот, за добри размислувања, за елан, за разни перцепции во животот и така натака. Ја доживувате енергијата на младите. Како гледате на сите овие политики кои државата би требало, ми се чини, поактивно да ги презема кон младите? Вие ги гледате тука колку се трудат, се амбицираат, но и они се во некој грч, во некој страв, што понатаму ќе најдат ли работа, некако гледаат све без работица. Треба ли малку државата со своите мерки многу повеќе да се насочи младите да ги задржуваме тука? Младоста, младите наши се нашиот потенцијал за развој на државата, за профитот, за унапредување. И на нив треба да гледаме на една светла перспектива. Ние имаме голем број на млади деца што завршуваат, ја бараат иднината на животот тука. Треба да им го овозможиме тоа. Еве сега постојат голем број фондации, ИПАРД фондови, со кои може да превземат одредена активност, да го започнат нивниот живот во нашата земја. Имаме идеални услови за производство на високо квалитетна суровина, која што треба да ја трансформираме во еден готов, квалитетен, финален производ. Тоа треба да го направиме.
слушаме, еве имаме статистички податоци дека се ние големи зависници од увоз. Треба тоа да го елиминираме. Ако сакаме да имаме напредок во државата. Еве, ние сме непрофитабилна организација. Наука треба некој да не финансира. Затоа вниманието треба да биде насочено пред се кон младите, да бидат инволвирани во производството, во финализацијата, да имаме производство свое, да ги задоволуваме нашите потреби, не само за во државата, туку да имаме извоз, да го снабдуваме Балканот, понатака Европа, големите синџири маркети на квалитетни производи. И ќе ми биде задоволство, еве, ние како научна афела да им помагаме на тие млади ентузијасти, бидејќи се тие добри менаџери, способни, да им овозможиме да успеат во нашата земја, да се превземат и добри активности со сите нивни барања што ги сакаат за иновации, оние што се стварно сигурен потенцијал да напредуваат, да творат, да создаваат во државата, да останат тука, но не да останеме само ќе им помогнеме, но вистински да им помогнеме со сите своји можности, капацитети и сили. Кога ќе се осврнете наназад, со вас може да направиме една ретроспектива, една споредба какви беа технологиите и производството на преработките во некои други времења, до каде се сега дојдени, па до каде се и околните земји дојдени, кон што треба да се стремиме? Значи имаме голем технолошки развој. Со порастот на стандардот, имаме пораст на технологијата, имаме софистицирана опрема, примена на разни технологии. Ако сушеле порано бабите, значи само смокви и јаболка. Сушеле на сонце. Јас бидејќи имам големо искуство во проблематиката конзервирање со примена на сушење, можам да зборувам многу. Уствари, што е процесот на конзервирање? Тоа уствари представува стабилизација на даден вид храна, да се направи елиминација, бидејќи како расипувачи на храната кои се јавуваат микроорганизмите. За таа цел ние што правиме? Стабилизација, отстранување или елиминација на дејството на микроорганизмите, но исто така парализа или елиминација на дејството на ензимите кои се главни причинители за расипување на храната. Често велиме, кога ќе отидеме во некој погон со студентите или вака кога ќе направиме некои консултации со овие производителите наши, па вика, ние ја држиме во тајност, го држиме рецептурата за производство. Денес не е тешко да направиш рецептура, ја има, достапни се на интернет. Стварта е во финесата, како ќе го направиш тоа, како ќе го конзервираш производот, како ќе го доведиш во една стабилна форма која што ќе ни гарантира квалитет и безбедност. Да успееш сите хранливи компоненти да ги пренесеш од суровината во финалниот производ. Тоа е богатство, знаење, искуство. Значи, пракса, сето тоа треба да биде искомпонирано во една целина. Пред се, доволно да познаваш суровината, да го познаваш квалитетот, бидејќи секогаш вела. Мојата поента е, без примена на квалитетна суровина, никогаш не може да се добие квалитетен производ. Вели, може од квалитетна суровина да се добие неквалитетен производ, ако не знае. Ако не знае, ако нема практична примена, нема добро искуство, не е добар технолог. Но од неквалитетна суровина во никој случај не можеш да добиеш квалитетен готов производ. Како поднебје барем имаме суровина, квалитет. Македонија како поднебје има можности, услови за производство на високо квалитетна суровина со изобилство на оние специфични боени материи, антиоксидативни својства со висок нутритивен состав. Само мора да знаеме, да имаме, да произведеме кадри, технолози кои тоа ќе го спроведат практично, значи со правилна примена на соодветна технологија, сите квалитетни својства од суровината ќе ги пренесат во готовиот производ. Јас би сакала да нагласам денес и за сушење, конзервирање, значи со постапка на сушење, со лиофилизација. Исто и ова е постапка многу одавна, датира уште од 1906 година. Почетоците датираат со сублимација, значи конзервирање на крвна плазма и други лекарства, најчесто била активирана во Втората светска војна, но кај нас, поради скапата опрема, скапите постапки, се уште не е имплементирана.
Видите, јас имам магистрант кој што работи на оваа проблематика и затоа реков малку да популяризирам оваа тема. Работиме на ИПАРДот може да одигра голема улога за ваквата опрема. Значи кажав дека иако опремата е доста скапа, имаме и голема потрошувачка на електрична енергија, но сепак се добива многу поквалитетен готов сушен производ кој што ги зачувува комплетно. Ќе нема проблем за пласман после, ќе биде баран. Во некој случај мислам, може цената ќе биде повисока, но е попрактично. Многу попрактично, бидејќи сега сите се стремиме кон нешто попрактично. На пазарот, сега би сакала да кажам дека ова постапка е скапа, но имаме и ИПАРД фондови и мене ќе ми биде посебно драго ако некој од младите се зафати со оваа проблематика. Го имаме ИПАРДот и што може да се започне со оваков процес на сушење. Би сакала да кажам неколку збора за овој процес на сушење. Тој се одвива во 3 дела. Значи, ова е сушење прво каде што имаме постапка на замрзнување. А знаеме од сите применети технологии, бидејќи имаме повеќе технологии на конзервирање, со висока, со ниска температура, биолошки начин на конзервирање и така натаму, оваа технологија започнува прво со замрзнување на суровината на минус 40 степени, значи експресно, брзо замрзнување, бидејќи знаеме дека со технологиите на замрзнување најмногу се зачувуваат биоактивните значајни компоненти. Дека бидејќи прво замрзнуваме на минус 40, а потоа суровината поставена на леси се внесува во специјални лиофилизатори, каде продолжува процесот. Веќе во тие лиофилизатори, така замрзнетата суровина од разни видови овошје, најчесто за лиофилизација се користи ситното јагодесто овошје, јагода, потоа малина, римизла, може да се суши печурка, може јаболка да се суши, може вишна на која претходно ќе биде извадена коската, многу е специфично. И што се случува понатакај? Овдека со самото замрзнување ние сме ги стабилизирале сите активности кои што може да негативно влијаат врз квалитетните својства на финалниот производ. Понатакај, во другата фаза во втората фаза имаме примарно сушење. Тука во оваа фаза, кога ќе се стави смрзнатото овошје на леси во самите лиофилизатори, се додава топлина, но топлината постепено се додава, бидејќи целиот процес се одвива без присуство на кислород, што е значено да не дојде до оксидација и до промена на компонентите. И има влијание на бојата кој се промени, бојата се менја, вкусот, па и другите значења. И визуелно нема да биде интересно за продажба. Визуелно, бидејќи перцепција ни е прво видот, кога ќе го видиме производот. И во втората фаза доаѓа до најголемо отстранување на водата од површината на суровината. Значи, прво доаѓа до отстранување на слободната вода, а додека во последната фаза, секундарниот процес на сушење, доаѓа до отстранување и на не само на слободната вода, туку и на дел од хемиски врзаната. Овдека кажав дека најзначајно е процесот на замрзнување, брзо замрзнување, да не дозволиме на водата во суровината да формира крупни макрокристали кои што ќе нарушат структурата на суровината, него да се формираат со шокантно смрзнување мали микрокристали кои што нема да нарушат структурата на овошјето. И тоа и после замрзнување да има многу интересна структура и да има способности за брзо рехидрирање. Овдека потоа за да биде стабилен овој сушен производ, сушењето се одвива негдека до 8% на вода и кажав дека додавањето на топлина во процесот на сушење мора да биде многу внимателно, бидејќи во никој случај при овој процес на конзервирање на сушење со лиофилизација не треба да дозволиме водата од течна агрегатна состојба, значи да од цврста да помине во течна, него директно да имаме трансфер
на кристалите од мраз, вода во кристална состојба, да испари, да се трансформира во гасовита состојба. И на тој начин имаме комплетно зачувување на сите хранливи компоненти. Еден од најдобрите начини, но и визуелно, и бојата, и аромата се задржува, бидејќи тие се едни од главните сензорни карактеристики за привлечност на готовиот производ која ќе го видиме. И уште би сакала да кажам, ова, иако е постара технологија, се уште кај нас во Македонија немам слушнато да некој работи со оваа проблематика. Ние нашата магистарска работа, самиот опит, експеримент го работиме во Косово и постои една друга огромна фабрика во Валјево, во Србија, која што работи не само производно, и во неа се одвиваат разни научно-истражувачки работи. Дозволено им на луѓето што баратат со таа проблематика своите експерименти да ги поставуваат таму. Бидејќи за лиофилизација може да се направи каша, да се сомели во форма на блокови, да се изврши сушење, да се замрсни блокот и потоа постепено со отстранување на водата да се трансформира значи блок во цврста состојба, па натаму тој во разни видови мелници се трансформира во прав. Еви овдека имам еден примерок, во Косово се работи многу на лиофилизација на коприва. Знаеме дека копривата иначе ако ја консумираме, таа изобилува со богатство на железо, за подобрување на имунитетот, за подобрување на крвната слика. Сега, често кај луѓето одбојност нели се јавува поради неспецифичниот вкус, а они вршат лиофилизација, мелење, до соодветна гранулација, а потоа пакување во овие ампули, да, и понатака луѓето може да го користат. Истото се случува, тие лиофилизираат и овошје, лиофилизираат малина, капина, лиофилизираат јаболка која што ја мелат во прав и вршат комбинација на сите овие смески, ги пакуваат во ампула и дојде сега е современ начинот на живење, на користење на храната. Луѓето, младите луѓе не сакаат многу да се замараат со приготвување на храна, а ова ни е веќе готова храна, значи изобилува со висока нутритивна вредност. Во неа нема нешто хемија. Нема ништо хемија, апсолутно све направено како што треба, ги задржува сите квалитетни својства, содржината бидејќи сушењето се одвива на ниски температури, ги задржува сите оние термолабилни компоненти кои со примена на високи температури би се отстраниле од суровината, не можеме да ги пренесеме во готовиот производ. И јас мислам дека пожелно би било во Македонија некој да го започне ова производство, да биде поттик, некој да биде поттик, затоа изборувам, кажам дека е скап процес, но еве има и фондови, може да се започне, може да биде една позитивна, успешна приказна на некој млад ентузијаста кој што значи својот живот ќе го продолжи тука во својата земја и тука ќе инвестира своите визии, своето менаџирање, ќе го направи тука, ќе има бенефит за себе, штом ќе има бенефит за себе, ќе има бенефит за државата и понатака ќе имаме напредок, бидејќи без младите немаме перспектива. Сосема за крај како заклучок, ваше видување од вашето долгогодишно искуство, потенцијал имаме огромен. Во преработките има многу додадена вредност. Дали тука ни лежи иднината, треба државата, сите да се фокусираме што повеќе да произведуваме вакви, па претежно се тоа извозно ориентирани, баш за домашен пазар. Значи, треба да се стремиме кон производство на финални производи со додадена вредност. Имам друга магистратура на која што работа, добивање на готов производ со сушење, но потоа и чоколадизирање, бидејќи тоа е тренд. Сегдека многу се користи. Кај нас се уште немаме таква традиција, можеби, но во светот но треба да ги следиме пазарите, барањата. Тоа се технологии што многу одамна во Кина ги применувале. Замислите еден спој на овошје. Може да се чоколадизира и свежо, но може сушено. Богатство од боени, од ароматични материи, богатство од целулозни влакна, природни шеќери. И сега, ваквите производи како чоколадизирана слива, чоколадизирана смоква, чоколадизирано ситно јагодесто овошје, малина, капина, аронија, замислите кое богатство го имаме. Затоа луѓе во сега
кои што имаат нюх се стремат кон здрава исхрана, се повеќе сакаат да направат замена на оној класичен начин на производство на сладка храна, на разни видови бомбони, на разни видови политанки, Деца торти. први што посегнуваат. Децата што посегнуваат, што има додатоци на рафинирани шеќери, што имаме додатоци на бои и на роми, точно да ги оттргнеме од таа навика и да ги насочиме кон ова. Ваков вид на производ, чоколадизиран производ од овошје, например, представува еден бум, една содржина, целина на собрани вкусови, представува целина, богатство со нутритивни вредности, една перцепција за една убава визија, прегледност, но исто така кога ќе се вкуси, кога ќе се јаде, представува едно задоволство и делува врз психата и задоволството на луѓето, бидејќи сладкото заедно со чоколадата, која што е богата со полифеноли, ни овозможуваат да се создаваат хормони за среќа, а човек кога е среќен и успешно го живее својот живот. Следува блок од стручни совети во кој ќе ги погледнете сите информации кои што се поврзани со превентивната заштита во земјоделското производство. Во вториот дел од емисијата ќе ја погледнеме репортажата за тоа како помина манифестацијата од нива до трпеза. Се представија сите општини со своите традиционални производи и оваа манифестација на некој начин станува препознатлив символ за малите производители да се представат пред потрошувачите. Манифестацијата од нива до трпеза не е само пазар или саем, таа е символ. Символ на цел еден синџир кој започнува со утринската роса на македонските полиња, продолжува низ потта на земјоделецот, преку вештината на преработувачот, до вкусот кој го чувствуваме во секое домашно јаболко, секое сирење, секој домат од македонската земја. Македонија има потенцијал и тоа не е фраза, тоа е факт. Имаме сонце, имаме вода, имаме плодна почва. Но пред се имаме луѓе кои не се плашат од рани зори, од кал на рацете, од работа до доцна навечер. Тие се вистинските херои на нашето време. Тие се столбот на економијата, на традицијата и на еднината. Како влада решени сме да ја вратиме честа и вредноста на македонскиот земјоделец. Земјоделството е стратешки приоритет на оваа влада. Денес од оваа манифестација упатувам апел до сите наши граѓани. Купувајте македонско. Почитувајте го домашното. Поддржете го трудот на оние што ја чуваат нашата трпеза жива. Нека биде ова заедничка мисија. Мисија на солидарност, патриотизам и економски разум. На денешниот настан имаме околу 250 представници и изложувачи кои што доаѓаат од повеќе од 30 општини. Тука со нас се и десетина представници на земјоделските задруги и издруженија. И оваа бројка сама по себе говори дека интересот за промоција, представување на квалитетните земјоделски производи и преработки се навистина од исклучителна важност. Општините преку своите представници имаат можност исто така да презентираат и богатата земјоделска традиција, култура и автентичност на секоја општина. На самата манифестација директно се поврзуваат македонските производители со граѓаните, создаваат мостови преку рурални и урбани средини. Почитувани, тука во срцето на Скопје денес има автентични производи од секоја општина. Вкусот на нашите села и трудот на нашите вредни земјоделци. Ке имате можност да дегустирате производи кои што се спои на вековата традиција, современото знаење, да се запознаете со занечиските производи, нивната обработка и традиција. Поддршката кон руралните средини и руралниот туризам е важна за развојот на Македонија. Руралните средини не се само извор на храна, туку и чувари на нашата култура, традиција, идентитет. И тука некаде е крајот на денешната емисија. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Се гледаме само за 7 дена, до тогаш имате пријатно неделно попладне.